Ово издание на Скопскиот Джез фестивал е посебно по тоа што има еден куп ексклузивни концерти. Значи програмата е прилично ексклузивна. Најголемиот дел од артистите доаѓаат во регионов исклучиво за концертот на Скопскиот Джез фестивал и се враќаат дома. Има многу американци, меѓу кои Давид Вирејас, например, кој што е пианист од Њујорк и кој што доаѓа само за единствен концерт во Европа, тоа е Скопскиот, и се враќа во Њујорк. Придружната програма на Джез фестивал, која ние ја нарекуваме програма Плюс, е можна битна, затоа што таа ја следи онаа нишка која што ја постановивме веќе неколку години и која што содржи во себе неколку активности, меѓу кои прикажување на еден ексклузивен документарен филм, како што ќе имаме прилика да гледаме вечер, документарниот филм за Майлс Дейвис, Birth of the Pool. Имаме една изложба на Роб Мазурек, која што се вика Radical Chimeras или Радикални химери, и која што ќе го прикаже и визуелното творештво на овој голем американски уметник, не само трубач, композитор, туку и визуелен уметник. Имаме и работилница за деца, што се вика Jazz for Kids. Имавме и промоција на едно компакт диск издание на македонската група Next to Silence, која што воедно ќе настапи на Скопскиот Джез фестивал во четврток на отварањето во Младинскиот културен центар. И исто така имаме и доделување на награда која што се вика најдобар македонски джез музичар, некогаш млад, сега веќе го изфрливме тоа млад од наградата и натаму ќе доделуваме награди само на најдобрите музичари, не мора да се млади. Скопје со текот на годините и овој фестивал кој што се одржува веќе 43-та година успеа да создаде некоја верна публика. И она што уште повеќе не радува, што во меѓувреме се интернационализираше, не само програмски, туку и во однос на публиката. Годинава имаме најави на гости, односно посетители од Норвешка, имаме од Словенија, од Хрватска, од Бугарија, од Грција, од Албанија, Косово, Србија.